Денес не се простуваме само од еден лекар, туку од еден голем човек. Доктор Никола Стојанов беше дел од генерацијата што ја посвети својата младост на олтарот на слободата. Докторе, јас сум кирка на еден соборец и би сакала гласно да одмолчам едно прашање. Дали ја познаваа вашата болка која би беше нанесена после 90-те години? Кога гордоста стана молк, жива рана би отворија. Дали некој соочуваше сочувство делеше со неа? Знам дека верувавте дека после војната ќе дојде време во кое човекот ќе биде вреднуван според своите дела, а не според своите убедувања. По победата не побаравте награди. Ја облече белата лекарска мантија и животот го посвети на децата токму каде болката е најневина. Остави научни трудови, спаси детски животи и остана пример за лекарската чест. Но дојдоа нови времења, нови вредности, нови пресуди за минатото. Луѓето како вас, тоа ја создаваа историјата, одеднаш се најдоа на низините маргини. Најтешко е да бидеш победник, а времето да те натера да се чувствуваш како губитник. Вие бевте дел од таа генерација кога ја понесе тежината на времето. Таквите рани не се гледаат со очи, тоа се лузни на душата што не ги брише ниту времето, ниту најсилниот мелем. Но вие не дозволивте тие лузни да се претворат во омраза. Болката ја носевте достоинствено, со тивка и справеност, сигурен дека вистината не зависи од дневната политика, туку од совеста и од делата. Историјата може да се препишува, ревидира, но не може да се избришат животите што ги доправте и добрината што ја оставивте за себе. Драг докторе, вие заминувате со чист образ и исправена глава. Тоа е победа, што ниту една власт, ниту едно време, ниту една идеологија не може да ја оцема. Нека ви е светол патот, блазеви на душата, има зошто душа да е.